Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на 24 анализа и ова издание го посветуваме на една политичка анализа поврзана со локалните избори. Веќе за неколку дена во недела ќе се одржи и вториот круг од 8-те поред локални избори во државата. Анализата вечерва ја правиме со Бранко Геровски, новинар плюс инфопортал. Геровски, благодарам што прифативте поканата. Добро вечер. Така и Иван Анастасовски, поранешен пратеник, професор доктор Анастасовски, се малку подалеку од политиката подолго време, меѓутоа човек кој што сакате сепак, нели, да ги анализирате состојбите. Добро вечер за вас и за вашите гледачи. Од време на време. Не ги анализирам, ќе напишам од време на време и кој како се најде во сето тоа. Ама добро, жабчето останало се уште така. Знаете како е животот. Сте биле дел од политиката и сигурно дека се уште нешто ми останало, брежано натре во. Така е, знаевам дека некаде на почетокот на емисијата ќе го вклучиме и господинот Бојан Мишковски. Тој беше активист во Кичево, онаа групација која што се бореше против дивата депонија, која што буквално беше во центарот на Кичево. Меѓутоа во последниот период и политички се активирал преку левица, беше носител на листа на советници, меѓутоа не успеале да влезат во советот, така да веќе сега нема да ги прекршиме и правилата нели на АВМУ. Тој веќе не представува никаква закана за никого, па така ќе вклучиме преку кибертехнологијата во еден дел од емисијата некаде на почетокот за состојбите во Кичево, што особено вака стана интересни по изјавата на Касами за тоа дека треба да се поддржи Дехари во Кичево, иако е од партијата што е спротивна нели на Вреди, на Влен, на Дуи, па еве вечерва колегата Геровски ме информира дека имало што тука интервју и Касами излегол со теза дека бил погрешно разбран. Ке го анализираме сето тоа. Анастасовски доаѓаат од Куманово, градот кој што во недела исто така ќе се соочи со избори за градоначалник. Двајца остануваат во трката, се разбира. Каков е амбиентот вака од движење со граѓаните, со зборувањето? Па, амбиентот, знаете како? Пред избори секогаш е тензично. Нормално, едни сакаат нивниот фаворит да победи, другиот сакаат нивниот фаворит да победи. За некоја групација, пример, победите на локални избори или на овакво се императив. Тоа им е се во животот и така гледаат на работите. Има луѓе кои се можеби во тој процес релаксирани, гледаат малку поинако. Еве јас сум, да кажем, еден од тие. Ние во Куманово имавме интересна политичка битка помеѓу тројца поранешни, како се вика, сопартици, кои излегоа на Мегдан и имаше уште двајца од албанскиот кампус и имаше една господја и еден млад кандидат од Левица, значи имаше повеќе кандидати, меѓутоа овие тројца беа како некако у фокусот на целата дебата и можеби ајде да кажам некој изненадување што кандидатот кој е независен така да кажам дека Максим Димитриевски од Знам нели се е во неговата трка. Максим од Знам како актуелен кандидат и нормално кога сте актуелен, знаете како, за било што Стојковски Диро како независен кандидат, он мислам дека изненадувањето доаѓа тука. Ненаметливо, барем она што ја го пратев нивната дебата во целата кампања, он ненаметливо со еден таков пристап успеа да биде втор на листата во првиот круг на гласање, што може да се најде нели во вториот круг сега, иако актуелниот градоначалник и бранител на тронот, ајде така да го наречеме, води во моментот со над 10.000 гласови, што е релативно голема бројка. Меѓутоа знаете како, во избори кога одите, коректно е да се надевате дека ќе направите успех. Не знам зошто да одите во избори однапред да тврдите дека вие сте поразени. Тука најголемото разочарување доаѓа токму она за кој јас и вечера сум тука, ја напишав Социјалдемократскиот сојуз како условно долгогодишен бастион на таа партија на ниво на Македонија, доаѓа да биде четврти на листа, значи одеднаш вие сте стално стално како Бајер Мюнхен во Бундеслигата, освајате и одеднаш доаѓате да бидете кандидат за да испаднете од Бундеслига, што малку е симптоматично, можеби за некој и нормално во дадениот момент, меѓутоа за најголем процент од поддржувачите на Социјалдемократскиот сојуз, ајде да кажам меѓу кои сум и јас,
изненадувачки и сега јас кога го напишав тоа, ја чувствувам дека јас паѓам со нив. Знаете како тој систем паѓа, се троши, се рони и ја како поддржаш невиновен, ниту допринел со нешто, да кажеме, тонеме со тој систем и во тој случај сега имаме таква една борба каде што го имате Девити голиот, како се вика тоа, го имате актуелниот градоначалник кој реално има водство и според мое некое, ја не сум аналитичар со тоа да баратам, меѓутоа некој искуство говори дека кога ќе во првиот круг кога ќе водите, во вториот круг веќе нашиот народ, нашиот гласач сака да застане рамо до рамо со победникот. Не знам зашто е тоа така, не можам да го објаснам, да дам некое рационално образложение за тоа, меѓутоа низ историјата во изборите наназад било така. Секогаш луѓето сакаат да застанат. Иако во вториот круг се почнува од нула, нели така велате? Апсолутно, така, не значи ништо претходно добра освоено позиција тоа. за секој што е во втор круг влезен, меѓутоа знаете кога го имате водството, тоа ви дава одредена предност. Така и тоа е веројатно и дополнителен лепак за граѓаните. Геровски, вие најавувате дополнителна нели победа на градоначалниците што доаѓаат нели предложени предлог кандидати за градоначалници од владеачката коалиција и партија. Еве за Куманово што типувате, како типувате или по природно е вас за Скопје да ме прашам, но ќе дискутираме во текот на емисијата. Како што спомна господин Атанасовски, ние сме во една покомотна ситуација бидејќи го немаме нели тој порив сега, ние не сме преваруваме на изборите, не сме внатре во играта и честно да се каже дека вториот круг почнува од нула, или сите почнуваат од нула, ама реално не е така. Во реалноста никогаш не е така, бидејќи прво еден контингент на гласови дошол на салдото на едниот, друг контингент на салдото на другиот, така што со таква разлика во Куманово малку е веројатно да се очекува дека би можело да се случи некакво изненадување, дополнително што веројатно ќе се мотивира и коалицијскиот партнер Влен сега во Куманово да мотивира делот избирачите албанци да тие гласаат за коалицијскиот партнер, што е нормално, природно, веќе таа е коалиција правена за подлоги патеки, тоа сега го гледаме на овие избори. Така што веројатно во Куманово е неспорна веројатната победа на Максим Димитриевски. Сега жал ми е што морам да го кажам тоа, меѓутоа ние мора да анализираме како што ги гледаме бројките и реално ситуациите. Како што исто така да не забораваме во 44 градоначалници веќе се избрани. Така, уште 33. Значи остануваат уште 33 трка во кој најголемиот дел. И оние 4 нели општини каде што нели поради цензусот Гостивар, Центар, Жупа, Маврово. Некаде не завршија, во Суторизар е неизвестна за делот на изборните листи, нели? Како и да е во овие 33, во најголемиот дел има мнозинство, се сеќаваме премиерот, односно лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски пред изборите навестуваше дека ќе освојат меѓу 45 и 50 градоначалнички мандати, сега зборува за 60 градоначалнички мандати. Ако се задржи трендот, нели Ако се задржи трендот и реално е некаде, реално објективно, а се очекува дека сигурно ќе биде бројката надмината од претходната анализа, значи меѓу 50 сега 60 навистина делува вака. Меѓутоа да не ги подценуваме политичарите кои имаат добри бројки в рацете, добри анализи, добри истражувања кои не можат секогаш си дозволат да зборуваат се нешто. Значи кога прогнозираат не може сега да лупнеш онака, а си сериозен политичар нешто без врска, бидејќи утре ќе те прашаат што беше таа работа. Значи веројатно треба очекуваме уште една нова голема грандиозна победа на ВМРО, на ДПМН на овие локални избори, поголема од она што беше предвидена претходно, а во исто време со релативно скромна излезност, при што да не забораваме, тука се прават многу збунки кај луѓето, па се споредуваат, не знам, локални со парламентарни избори, па со претседателски, тука се прават така, се компарираат и тие резултати. Секаде, не само во Македонија, секаде, јас го проверував тоа, истражував малку, ми помогна нели и ова ChatGPT и така, собиравме, гуглавме на брзина,
во сите земји, со исклучок на скандинавските земји, кај што постои една традиција на големо гласање, традиција, таму се гласа 70-80%, но во сите други европски земји, отприлика излезноста на локалните избори е нешто над 40%, меѓу 40 и 50%. Реално тоа е некакво, и затоа господин Анастасов сеќава дека во стравот да не успеваат локалните избори беше намален цензусот, мислам дека се 33%. Тоа беше тој мотив. Што ако иде правиме избори и не успеваме. Значи, помала излезноста, дефинитивно во споредба со овие другите избори, помала е можеби од претходни, сега не знам точно дали од претходните локални избори. Помала е, значи помала е, но сепак не е драматично ниска за да бидат загрозени изборниот процес. Така, во вториот круг па и нема нели цензус, така да малку порелаксира се, повелете. Го ценам и апсолутно го респектирам секојаш ставот на господин Геровски кој е доаен во таа анализа. Ја секојаш вклучувам некој мој разум и разговори кои ги имам со пријателите или со кругот кој што се движам. Локалните избори визави парламентарните, кај парламентарните се мобилизираат повеќе партиите, особено, ајде да кажеме, ние поголемите, и кај луѓето, тргам од себе, многу ми е поважно кој ќе биде премиер, можеби, отколку кој ќе биде градоначалник на мојата или на било која општина. Луѓето повеќе очекувања имаат кога доаѓа државната каса, државниот буџет, визави локалниот буџет. И тогаш се и помотивирани да излегуваат и да дадат шанса и да очекуваат. И затоа секогаш локалните избори имаат помала излезност и тука може само да го крева излезноста и оние можноста за поединци независни кандидати кои што имаат шанса да придобијат некој роднина, некој пријател, некој познаник во некое локално место. И од тој аспект тука ја не очекувам дека ќе има дури и реално на граница нешто повеќе до кај 40 да дојде во вториот круг, оти сега имаме ќе треба да имаме апатија или разочараност кај тие што изгубиле во првиот круг или не го постигнале посакуваниот резултат и нормално е људски да се јави разочараност и на некој начин да се повлечат и да не учествуваат. Во прилог на анализа да додадам, немам што да спорам, тој резултат на граѓаните кои гласаа за независните листи на овие избори е респектибилен. И повеќе да речеме респектибилен, што значи дека можеби се формира една нова енергија политика која година можеби ќе се артикулира со тоа што артикулацијата и како да кажам концентрацијата на тие гласови секогаш е еден многу долг процес. Правам анализа на пример споредба со Хрватска. Тие во 2 или 3 изборни циклуски поред има граѓански вакви, така дека не се собра во таа коалиција Можемо, за се процес, за да стане треба да ги организира со појака од социјалдемократите хрватски на пример. Сега кај нас може да иде побрзо, пошто нашите социјалдемократи онака клапна многу побрзо него што се очекуваше. Можеби ќе оди тој процес и забрзано, но сакам да кажам само дека е респектибилна таа бројка и покажува дека има интереси за локално ниво, но точно е. Секогаш сме помотивирани кога гласаме за луѓето што со раговодат со државната каса. Тоа е многу позначено. Многу позначено. А треба и локалната да не интересира и тоа како? Ама да е завршена сите фази на децентрализација се завршени. И градоначалниците се навистина шерифи како во америчкиот систем. Тогаш на луѓето многу им е позначено кој им е градоначалник визави кој им ќе биде министер или не знам премиер. Тоа е нормално. Во поранешната Југославија не заборавајте, општините има и повеќе изворни надлежности, има и изворни приходи како дел од она што тогаш се нарекуваше данок на промет, а сега се вика ДДВ. Замислите, например, дел од ДДВ-то да се префала на општините, тоа сега не се случува, меѓутоа во поранешна Југославија како куриозитет го кажам ова, делот се делеше прво на федерацијата, војска, полиција, па републички, па за општините. Сега општините го нема тоа. Кога нема пари во општината, кога нема, како ќе го решава Скопје, не знам, градски превоз, пропаднати градски комунални предпријатија, комплетно јавниот сервис кој е пред колапс,
ова без да смета делумно и на главната државна каса. Никако. Таму знаете што тука што е се врши прелевање од централната во локалната каса. Пример, има општини кои се големи помнаци на државниот буџет, не знам колку Кавадарци, Гази, Баба, и ако дозволите да се комплетно децентрализира, тие може да видат како држава, колку се јаки со собирање на пари. А од друга страна вие треба и на Кратово да дадете, треба да дадете и на Паланка, треба да дадете и на Старо Нагоричане кои немаат помнаци да кажеме такви на буџетот, ама мора да добијат нешто од државната каса и тоа нешто минимално за да покријат тие административни работи, да имаат да функционираат или не знам како. И многу и не би обстанале да имаме ние конечна децентрализација, целосна со прибирање на даноците во локалниот буџет визави државниот буџет, многу и ќе ги снема од картата. Добро, еве има нели информации, најави дека можеби ќе се намали бројот на општините, барем тоа е на владеачкава партија сега, нели излезе и Мицкоски ми зборуваше дека околу 60-тина. Да не бидат 80 општини, 60-тина да се сведат. Територијалната поделба ги качија на 84 град Скопје. Почнавме од 33 град Скопје беа, така нешто. Добро, јас само да искомуницирам со режија да видиме дали господинот Бојан Мишковски го имаме на Вибер комуникација. Веќе го имаме. Мишковски, добро вечер и благодарам што прифативте поканата. Добро вечер и благодарам на поканата. Така, вие сте во Кичево, бевте прилично активен за планот за задржување нели на здрава животна средина со она депонија што имавте во центарот на градот. Мислам дека сега тој проблем е надминат, барем времено, или се уште е депонијата таму. Не се случи дислокација, но нешто имаше, чистење имаше, го забрзавте чистењето. Има започнато некој чистење според тоа што имаме ние информации, беа започнати некои, да кажеме легални процедури со покривање на кривични пријави кон надлежните, но да кажеме дека е решен проблемот со депонијата е далеко од тоа. Далеко од тоа, да. Така, јас уште да споменам дека вие бевте и носител на листа од Левица за Кичево, меѓутоа не успеавте да влезете во советот, па затоа реков дека се можеме и слободно нели да коментираме, инаку ќе се сватеше дека ви даваме предност во однос на другите кандидати за мислам носители на листи. Како и да е. Што се случува еве во Кичево? Какво е расположението на граѓаните? Во трка остануваат, имаме втор круг во Кичево, во трка остануваат Александар Јовановски, предлог на ВМРО ДПМН и Фатмир Дехари, стариот градоначалник кој што нели натаму влегува и за нов мандат се бори. Па да, на овие избори веќе во втор круг влезени се Фатмир Дехари, сегашниот градоначалник кој што веќе 12 години е на градоначалничката фотелја тука во Кичево, и Александар Јовановски кој по втор пат пробува да го добие градоначалничкото место во Кичево. Од многу гледни точки можеме да видиме дека Кичево, борбата во Кичево претежно се сваќа за националистичка тема, која што реално во овој изборен циклус би рекол дека можеби е надмината, но тоа ќе треба да го видиме во текот на наредните во текот на изборниот ден, после изборниот ден поточно да кажам. Со тоа што во Кичево настапуваат 4 кандидати во првиот круг и од тие 4 кандидати постоечкиот, сегашниот, актуелниот градоначалник Фатмир Дехари освои некои 22% од гласовите, што од една страна излегува дека е преголемо незадоволство од граѓаните, а од друга страна па ќе видиме како истите ќе се изјаснат во вториот круг. Така да е малку комплицирана ситуација, но сметам дека граѓаните имаат добар избор сега во втор круг да видиме дали ќе промениме нешто во функционирањето на Кичево, кое што знаеме дека долг период веќе е со огромни проблеми самиот град, покрај депонијата, која што имаме проблемот со кучињата, урбанизацијата е на минимално ниво, да кажам. Така да, граѓаните на Кичево пред се имаат избор во втор круг да видиме како ќе одлучат. Така, Кичево особено стана интересно и поради овој повик што беше од актуелниот градоначалник и кандидат за нов мандат во Тетово Касами за да се гласа нели по етничка линија, да се гласа за Дехари, ако Дехари доаѓа од спротивставениот табор од Дуи.
иако вечерва сами дал некаде изјава, па тоа го коментирал дека бил погрешно разбран, но како и да е, еве, дали очекувате вие, иако вербално ветил пред премиерот дека нема да се случи етничко гласање, дека не знамете бил погрешно разбран и тоа, дали сметате дека сепак на теренот ќе има такво гласање? Па да бидеме реални, во Кичево у нас за неколку изборни циклуси најмногу одлучуваат и гласовите кои што се од диаспора, значи сведоци бевме на неколку наврати во изборните циклуси како се носат цели контингенти, автобуси и авиони за гласање во Кичево. Дали сега е така, Мишковски, дали е сега така за овие избори? Во првиот круг имаше, да, со тоа што за вториот круг повторно има најава, но искрено не знам која е поентата да гласа некој на локални избори за еден град или една општина кој ќе ја раководи, ако воопшто не ни живее во неја или поминува во таа општина само 2 недели од својот одмор. Но ако добие партиска задача, нема тука некој подлабок резон. Па да, но како што кажав, ете и изјавата веќе на Касами е променета, ете да кажам, кажал дека веќе ја повлекол или погрешно бил сватен. Па така да ќе видиме, сепак 12 години градоначалнички мандат е, мислам, доволен период за да се покаже некој доколку е доволно добар и способен за да раководи со една општина, а тоа што во прв круг имате само 22% гласови, мислам дека е доволен показател колку го ужива довербата на граѓаните во градот, така да останува да видиме сепак на денот на изборите што ќе се случи. Така. Александар Јовановски излезе јавно се заблагодари за тоа дека бил поддржан и од гласовите на Левица и од СДСМ. Дали очекувате тој контингент гласови повторно да се слее на контото на Јовановски сега? Па видете, доколку така да речем, една политичка партија одлучила да го поддржи во првиот круг, не верувам дека ќе го смени своето мислење пред се, затоа што, да бидам искрен, гласањето на докторот Александар Јовановски немаше никаква политичка поврзаност. Едноставно како градски човек кој што ја ужива довербата и почита од граѓаните, сметам дека на тоа конто докторот ги доби гласовите, а не затоа што директно политичките партии посочиле да гласаат за него. Добро, убаво е тоа да се случи, значи веќе се гледа и личноста, не само партијата што стои зад него, бидејќи ние имаме и гласачи кои што си гласаат за партија, независно кој кандидат ќе им биде ставен на тацна, да речеме, за кого да се изјаснат, ама има веќе се буди таа граѓанска свест кај што сакаат и нели за личност да гласаат. Вие велите господинот Јовановски дека ужива добро реноме во градот, нели меѓу своите сограѓани и дека тоа е една од најголемите причини за поддршката што е дадена и од другите партии, условно речено. Па да, затоа и на почетокот напоменав дека веќе националистичката реторика тука нема толку влијание во Кичево. Би рекол дека нема, сега не можеме да видиме сигурни дека после изборниот ден ќе се покаже поинако, но во принцип во текот на кампањата можевме да го видиме тоа. Дополнително, значи, меѓу кандидатите имаше некој своевиден респект, каде што на неколку наврати се среќава во своите политички активности во градските средини, па не видов некое препирање или спротивставување на основа на националистички бази, така да во овие избори сметам дека може да се направи разлика, а финалните резултати пак ќе го видиме во недела. Така, понуда има во едно ваше интервју, што ова прашање повеќе нема да ви одземаме време, рековте дека конечно треба Кичево да се врати на граѓаните, дека страда од урбанизација и од преголема партизација. Тоа е уствари болка и на сите општини и на цела држава, практично. За жал, да, цела држава функционира така, а во меѓувреме граѓаните само добиваат неквалитетни услуги од локалните власти, па и од централните власти, и тоа е воглавно и причината поради која што најчесто се заминуваат луѓето од тука. Кичево важи за град кој што има огромна миграција, голем дел од младината е веќе замината и не познавам човек кој што тука реално не би посакал повторно да замине доколку работите не се променат, така да. Значи очекувате ако нешто што велите не се промени, таа тенденција на заминување да прогресира, а не да
Да бидам искрен, редно време и Кичево, па и Македонија да види една промена на подобро, затоа што долго време веќе чекаме нешто да тргне од нулта точка, но сепак гледаме едно константно колце кое што се врти уназад 30 години. Исходот е тој што секој веќе сака да се замине од тука. За жал. Мишковски, благодарам што бевте дел од ова издание на 24 анализа и еве што изнесовте своји очекувања и ете, ние представивте атмосферата условно речено во градот Кичево на неколку дена пред вториот круг од изборите. Ви благодарам и на вас на поканата. Така. Анастасовски, еве, не е само Кичево, нели луѓето кога не гледаат перспектива или дека нешто се менува, се луѓето бараат нели можност каде да излезат и каде да се реализираат нели во посредени држави далеко од нашата, но жално е она што велиме ние во минатото сме имале нели посредени и локални самоуправи и све каде се изгубивме во меѓувреме. Што се случи? Вие меѓу другото денови ве излеговте со свој став што го објавивте на Facebook, па и како колумна нели беше пренесен. Да, не, ја тоа некога гледам како колумна, да. Затоа ви реков. Добро, како лично мислење, како личен став, зашто да не, да не кажем, далеко тоа да дека сум колумнист. Меѓутоа ја бев и на некој начин предупреден дека секогаш во моите писанија се осврнувам на Социјалдемократскиот сојуз визави ВМРО ДПМН. Демек ја сега не можам да напишам против ВМРО се на власт, овако. Воопшто напротив, мене таргетот ми е токму тие за кои јас сум поддржувач. Овие што се на власт, тие да бидам искрен, ако ги гледаме спортски, од ја почнав политиката да ја гледам како спорт, нели тоа е надпреварување. Надпревар, точно, има нешто спортско. Тоа треба да бидете подобар од противникот, не да го убиете, не да овако, туку да го победите со одредени аргументи, со одредени политики и во контекст на тоа ние на овие избори имаме еден интересен феномен. Паѓа и владината политика, во број на гласови говорам, сега не употребувам риторика демек, меѓутоа паѓа и опозицијата. Сите паѓаат на некој начин. Ако гледате, само има пораз кај партијата Левица за некои 6-7 гласови, имате пораз и сами излегуваат нели со ова дека и во принцип тука доаѓа дека разочарувањето од одредени владини политики, кое е евидентно, мислам дека и некаде премиерот го најави дека ќе имаат пат на број на гласови за одреден процент, што веројатно нивната аналитика тоа добро го има направено. И гледате, тоа се значи разочарување. Се разочаруваат од владините политики, немаат надеж дека тие што треба да дојдат, дека нешто можат да им променат, и тие ги провериле низ одредени процеси и политички времења, ги ставиле на тест и тие им ги разочарале нивните очекувања и сега луѓето, знаете како пробуваат ошикат на локални избори да се организираат сами, да пробаат да поддржат некој кој им е пријател, на кого му веруваат, кој не е дел од некоја политичка партиска структура, од и партиските структури исклучиво кога функционираат за потребите на партиите или на членовите. Меѓутоа да бидеме реални. Победата на одреден политички систем, партиски систем, не го носат членовите. Го носат луѓето, гласачите. Ја сега не знам како ги викаат стручно, тоа може господин Киршко знае, moving движечки гласови, кои се на некој начин слободни. Тие можеби во последна секунда одлучуваат каде ќе отидат, не на база на клиентелизам. Сега ќе доеш ти, па мене ќе ме вработиш, па ја ќе имам одредени привилегии или бенефиции, туку се одлучуваат на, не знам, на база на симпатии на нешто или на база на некоја добра порака која е испратена и тие се тие гласови кои одлучуваат кој ќе биде во даден момент и кој нема да биде. Меѓутоа, за жал, сега е патот кај сите. Мојата професионалност како професор, бидејќи ја работам со млади луѓе и можам да го почувствувам пулсот на млади луѓе. Ја не можам со друга структура, со тие сум катадневно и гледам како тие размислуваат. И токму она што го напишав. Напишав дека групацијата која не раснела, која ја поддржувам за жал, дојдени се нова структура на гласачи кои функционираат TikTok, функционираат бргу, сакаат нешто веднаш, сакаат нешто да биде кратко и флеш, и тоа не го гледаат кај овие. Од овие се разочарале, меѓутоа не го гледаат кај овие. И единствено што им останало на вие што викате, ако тука не ја гледаат на тој начин, дека некој може да им промени нешто, дека некој може да им даде некаква надеж, одат во цивилизиран, развиен систем, не само поради економски
причини, да се разбере. Ради И средиността, овде можете така. економски сега да поминете добро. И овде има работа сега, во Македонија сега има работа. Меѓутоа одат да бидат дел од некој среден систем и да ги вреднува системот, да почне да го вреднува поединецот. Овде не го вреднува системот поединецот. И тој затоа ни бега, се губи, се разочарува. И ништо не му значи веќе партијата или гласот што ќе го даде на партијата. И затоа имаме, не знам, ова господин Гировски не го спомна, имаме еден добар феномен сега, 53.000 неважечки гласови на ова мала 53.000 неважечки. Значи 53.000 луѓе се определиле дека ова ништо не е битно, не ни значи. Не може ништо да се промени. И сето тоа кога ќе го ставате во еден кош, останува една мала гарнитура која секогаш ќе се избира визави апсолутното мнозинство кое сака, ова што го каже господинот, да си го бара својот бенефит надвор од државата, за жал. Така, Една мала сега повеќе. полемичка нотка да му даеме на разговорот. Соберете ги гласовите, кој за колку што гласа за партиите, ќе видите така, сепак големото мнозинство покрај овие 50+50.000 флотантни гласови, значи неважечки гласови за независните натаму. Околу 310.000 тој цел контингент, 200.000 што не излегле, 60.000 за граѓанските не може да се рачунате да ги заборавите. Да, тие не може да се изберат, не може да се изберат. Немојте да ги да калкулирате со гласовите што ги немате во џеп. Значи никој ги нема тие гласови, тие просто луѓе не гласат. Постојано на секој избор има луѓе што не гласаат. Тоа е нормална работа. Сакам да кажам, значително е помал делот на овие флотантни гласови од гласовите што се определуваат за политичките партии. Во демократските општества, во модерните и во традиционалните, основни организатори на политичкиот живот се политичките партии. И ние во Македонија создаваме со долги години еден анимозитет, ги стереотипизираме не само политичките партии, ги стереотипизираме политичките институции, дали постојано парламентот како институција го споредувавме со јавна куќа, ако се сеќавате на времето. Па зборувавме со тој речник. Политичарите генерално ги споредуваме со луѓе кои вршат некаква нечесна работа. Дека се што тие работат, тоа мора да е нешто нечесно. И дека сите се, да речеме така, добро, тоа е Тоа е стереотип, создававме, вклучително со последниот стереотип, многу силен пропаганден стереотип, а тоа е дека за се во оваа држава ни е виновен еден ентитет кој го нарекуваме системот. Малку кој може да објасни што е тоа системот, нели, кој е тој? Има телефонски број системот каде што може да се јавиме, па да го чуеме, например, или да му кажеме нешто, да се обратиме и така натаму. Просто, ако гледам тоа и во некои други средини, например во Србија, каде што не може да се артикулира бунтот. Професорот Кореш, сигурно го знаете, познато, за ова зборуваше преку ден на некоја телевизија и вели, тоа е проблемот на бунтот на студентите во Србија. Тие велат, ние не се занимаваме со политика, ние сме бунтовници, само не е нашата работа, не е нашиот бунт политички, сака да кажам, можеби не е партиски, а всушност тој не е политички артикулиран. Се е занимавање со политика. Зборот политика, всушност, почнува од градските работи, нели, од полис. Политиката го организира животот, затоа измислена политиката е историски. Значи, тоа некои од кандидатите, дури овој од левица, например, Мециновиќ и некои други, и го адресира во својата кампања, кај што велат, не, младите луѓе треба да размислуваат, да се занимаваат со политика, не значи дека треба да бидеш партија, не значи дека треба да бидеш кандидат, но сите размислуваме политички за нашата прашање, бидејќи политиката со нас се занимава. Бидејќи ако не бидеме активни политички, тоа значи, ако не гласаме, ако не размислуваме, ако не развиваме концепти во нашите глави, заедно со нашите пријатели, во партиите, не е срамота се членува во партиите. Нека ги направи подобри, не е срамота се членува во СДС, што го спомнуваме тоа. Не е срамота се членува. Напротив, ние треба да другаме там. Кој ќе го реформира? Велиме, ќе се реформира СДС, ќе биде подобар. Кој? Па членовите на таа партија. Јас не е сигурно,
Како ако им речеме луѓе немојте во партија? Значи, треба сватиме дека младите луѓе во Македонија се под голема, силна пропаганда да се деполитизираат, да не се занимаваат со политички прашања воопшто и под една силна пропаганда истовремено, за жал тоа е ние самите генерираме. Ама сите партии кугурат со подмладок, сите тоа го зборуваат. И тоа ќе биде уште добар дискурс. Тоа ќе биде уште пострашно, Гировски, верувајте. Знам дека ќе биде. Ја го чувствам пулсот на младите, бидејќи професионално работам и контактирам на дневна основа. Јас и како родител го чувствам баш И сега, знаете, во контекст на ова вие што го говорите, еве и моето искуство, ја како млад човек која сум влегол во политиката. Јас сум влегол во политиката не дека сум сакал да се занимавам со политиката, туку сум бил можеби во тој момент како бунтовен, разочаран од одредени состојби и одредени политики владини како што биле на ВМРО-ДП по мене и сум се приклучил на некој систем кој сум мислел во тие млади години дека е близок на нели на моето размислување. Дали е тоа така од денешта инстанца навистина не знам. Меѓутоа знаете што се случува со години од тоа време кога сум бил ја до денеска. Оваа држава, овој систем сме ние, мислам, Гировски, ние сме систем. Никој, ниту е ова студио, ниту се телевизорите, ние сме систем. Ние го правиме системот. Како ние ќе го организираме тој така и ќе ни враќа нам. Што се случува? Со години овде политичарите се попопуларни од спортисти, од рок музичари, од не знам глумци, што нормален систем е сосема обратно. Дали зошто е тоа така? Зашто се ни зависи од нив. Значи се сме им препуштале нив, сме им оставиле на нив и се ни зависи од нив и ние ги гледаме нив како богови. Напротив, ја имав прилика да бидам обсерватор на едни избори во што рекоте во Скандинавија. Во Скандинавија кога ќе поставите штамп преку ден, не може да се влечкаат партиски членови да искачат од работа да ви агитираат, да искачат од работа. И вие не смеете да му пристапите на гласачот да го фатите за рака или било како, ако тој не ви дојде на штамп и да праша, ако има интерес, како ќе му го решите проблемот со куќињата, не знам, со животната средина. Не вие дајва, овде нахално влегуваат партиите кај секого и не превзема комплетно. Ги презема она што викате вие институциите и институции, остатокот од тие што не сака да се вклучуваат во политичкиот живот. Не може да им замериме. Гледаат дека не може да ги борат своите права, да ги борат, дали ме разбирате, основните права, да се вработат, да бидат конкурентни. Без партиска книжка и прашањето дали ќе им замериме. Ги спомнувате... Што вие па реклами ќе најавам. Да, кратко да. Спомнувате скандинавски земји, знаете, случајно имам, како да кажем, од прва рака можем да кажем како тоа изгледа таму, кога има ден на избори, во Шведска, например, луѓето се облекуваат свечено, облекуваат врски како ние некогаш кога сме биле млади. И сега вие велите, аз кога бев млад се активирав лево десно и сега добро станувате повозрасен и свекате дека не е баш се така, дека не е се ова. Дајте им шанси на младите и треба да се потикна младите да се однесуваат на ист начин како вие на вашиот возраст, бидејќи тие треба да бидат поттикнати да учествуваат во политичкиот процес. Не цела, пазите, седите и на TikTok, и на Instagram, верувате, политичките партии, политичките водства, први се тие што ќе сватат каде е играчката, каде е клучната играчка. Првите, најважните ликови кои се појавија на Twitter поранеше, на X сега, на Instagram и така натаму, профили кои отворија беа американските политичари, светските политичари, сите ги имате тамо. Нема ми се каде некој нема Твитер. Апсолутно. TikTok профили има. Јас немам TikTok профил, може би вие немате? Нема. Ама тие имаат. Тие имаат комуникација со електорат. Тоа е the name of the game. Не смееме да правиме било што. Ја би направил една таква кампања да сум некој што реша клучна кампања за Македонија, тоа ако сакаме да останат децата тука. Дајте да ги мотивираме, да го зголемиме нивото на партиципација на младите не само во политиката, во животот, во бизнисот, воопшто. Бидејќи се уште тврдам дека многу поголема нејата шанса ако останат тука, отколку ако одат надвор. Апсолутно. Така. Одиме сега со пауза за реклами, па продолжуваме реклами.
Почитувани, продолжуваме со 24 анализа наши гости, господата Бранко Геровски и Иван Анастасовски. Анастасовски, повторно да се навратиме на колумната, дали добивте некакви телефонски повици, не знам, гласови на укор за тоа што го напишавте и побаравте и не само сега и веднаш резултатите кога беа и после парламентарните избори дека СДСМ треба да се извини на дел од јавноста, како да кажем. Укор. Прво нема кој зашто да ми даде укор. Јас сум професионален, може ми даде укор деканот, не знам, дека сум ја нарушил позицијата на нашата научна институција. Со партици од времето со моето поведение и тоа се одразило во тие државни процеси. Не. Ја добив јавување од поранешни градоначалници од таа партија, мои пријатели од Куманово со кои не знам, некој од нив го поддржа тој став, некој го критикува и тоа е сосема нормално, нивно е, меѓутоа ја тоа кога сум го напишал, затоа реков тоа не е колумна, тоа е ајде мое размислување на некој начин зошто системот кој ја го поддржам, да кажеме како поддржувач, нели, ме разочарува стално. Нели, не ме разочарува системот кој е на власт, тој каков што си функционира, додека функционира, нека функционира. Меѓутоа системот кој ја го поддржувам, доживувам разочарување. Сакам тука да укажам нешто. Ја ова што кажа господин Геровски, нити сум во партијата, нити сум во форумите, нити можам внатре нешто да им кажам. Јас сум надвор од процесите, ама од оваа позиција како општествен работник, ајде така да го наречам тоа, како интелектуалец, имам право да напишам без при тоа да чувствувам некоја вина кај себе, дали кај нив ќе произведам некакво чувство или повреда, во нивните чувства дека они и покрај падот на владеачката коалиција во број на гласови паѓаат и они. Значи тука нешто не е како што треба. Она прво што го реков ја е коректно од нивна страна да се извинат на секој. Да се извинат. Дали ќе се прифати извинувањето од друга страна, тоа е сосема друг феномен. Да се извинат за сето она што го направија кроз годините. Значи ова падот не се бележи сега му текнало на народот, чекај сега не казне. Не. Тој со години доаѓа така. СДСМ, ако добро се сеќавате, 2002 година тогашниот претседател вади нова гарнитура сосема професионална, пред се ќе кажам, луѓе со интегритет, става на листи и тогаш СДСМ доживува најголемата победа во нивната историја, говорам на парламентарни избори со 59 пратеници, со луѓе кои ги искористија, не знам денеска кај се тие беа изморедни луѓе, како професионалци говорам, ги употребија и толку, заврши приказката. И се тоа една плејада, друга плејада и вие стално ги искористувате луѓето и ги отфрлате и се случи она што има прилика еднаш да го кажам на господин Заев во Струмица. Тие ќе ви вратат. Тие кои со години ги отфрлувате, ги шиканирате и ги исмејувате визави вашите внатрешни потреби, да бидете шерифи, да бидете уважени, да се возите у лимузини, да не знам ве титрат вака така, да се чувствувате дека сте многу битни во општеството, тие што ги маргинализиравте дојдеа по своето. Тоа е првата групација кои се тие. Не можеш да ги видиш тие. Тие не се гледаат вака, тие се првите. А вторите се моите другари, децата на транзицијата, кои ги живееа со собствените семејства. Транзиционите промените на општествениот капитал кој го направи иконата на социјалдемократијата во Македонија и тие деца сега нарасна и дојдаа по своето. Како црнце што дојде во Франција по своето кога им ги земале со години, со векови богатството и не им правеле развој таму, мора да дојдат по своето. И овде децата дојдат по своето сега. Доаѓаат по своето. Дали вам ви се свиѓа, дали ви се бендисува, дали ви е фино тоа, тоа е ирелевантно. Тие доаѓаат, нараснале, имаат гневот во себе, го носат гневот во себе и ве казнуваат. Не казнуваат државни политики, не казнуваат локални политики. Ве казнуваат вас, на тоа се сеќаваат дома. За тоа разговарале дома. Такви маки имале дома. Се тоа пресретните го. Не ме гледайте мене, не сум ја проблем. Да. Тоа треба да го пресетите како политичка организација. Да влезете, да се извините. Имате време. Наредните избори, кога и да се, за 3 години, не знам како. Имате време, кај секого, да дојдете и да се извините. И секој им го кажа што, ти им стануваш непријател. Зошто?
Зашто сум кажал нешто отворено, дека тоа е така. Не им се бендисува. Знам, ја кога се кандидирав, сакав да слушам дека јас сум најдобар, дека ја ќе победам, ама не, тоа не е така во реалноста. Покажува нешто друго, иако дел од раководството на СДСМ сега прикажа дека оваа тенденција на гласови што е добија, дека била во тенденција на пораст, така. Реторички вие може да направите, види, ако се добар реторичар, може да направите и од аспект што ве прашав, зборуваме од аспект дека секое општество, секој политички живот во една држава треба да има и силна опозиција. Секоја власт независно колку ги има по луѓите, значи и на локално и на централно ниво. Тоа е најдобрата контрола, тоа е најдобрата. И затоа они се видите вака, официјално според ДИК, она што покажале Ахмети, според ДИК, они се втори. Некој може да се прикаже, ние сме втора сила, имаме кандидат во Скопје, бла бла. Реторички вие може да направите што сакате. И тоа математички. Бројка екзактно, тие се втори. Дури и Дуи падна под нив, тие отидоа на Дуи за некои 10.000 гласови. И са вие тоа како не може да го негирате. Можете да го извртувате, да го филмувате. Не, тие се втори. Дали се релевантни веќе е прашањето. Дали се прашуваат за нешто е прашањето. Е тука они треба да си го дадат одговор. Не, тоа треба они да си го дадат одговор. Тебе, вие Геровски, долго време ги следите политичките случувања, исто како јас сум веќе 30 години новинар, но претежно надворешна политика и така, но не дека видете, за СДСМ не го следиме внатрешно ова политички при избори живот. многу зборував, можеби повеќе отколку што треба. И јас да зборувам, бидејќи во еден период за кој сум сметал дека е значен период за развојот на државата, не сум бил никој член на СДСМ, се разбира, меѓутоа сум бил на некој начин инсайдер и сум поддржувал некаква промена за која сум сметал дека е значена и после таа промена, особено после еден бунт битен за општеството, тоа е некаде в годините, знаете, од 2008 до отпорот, па се до завршувањето, тоа трае повеќе години. Значи, овие што зборуваат шарената револуција, не знам кога претходно постоеше нешто друго, постоеше посериозно движење и така натаму. Се дека тој бунт не беше киднапиран, злоупотребен. Тоа средношколците беа, нели пленумите? Пленумите, средношколските студентските пленуми, така. И како да ви кажам, се случи тоа што се случи, тоа беше бунт на надеж. Секојаш е тоа бунт на надеж. Ја спомнав пред Србија, таму е бунт на надеж. На други места, кога младите се бунтуваат, тоа е бунт на надеж. Но толку е лесно да се киднапира, да се злоупотреби, да се изврти, да се преврати. И Македонија е пример. Скоро бе во Белград, па пријател прашају како ти гледаш нова, јас не сакам да коментирам прилики во други држави, да сите посекам се најдобро, само да не ви се случи како кај нас. Бунтот кај нас беше киднапиран од екипата на Зоран Заев и која потоа дојде на власт и која 7 години беше на власт и која во тие 7 години беа, ми се чини, најлошите години на Социјалдемократскиот сојуз. Историски најлошите години. Катастрофални години. Освен еден магистрален успех со многу сериозна жртва, тоа е влезал во НАТО, ништо друго нема се пофали само во тој период. Апсолутно што. Нема ни лендмаркови, нема ни згради, нема улица, нема пат, нема нешто вече. Овој од нашиот ништо нема. Ништо нема. Го има тој Зоран Заев, ќе посетите Струмица, сега не знам, Дубај, вамо, таму, кај веќе се врти и тоа е се што има во тој период. И во право е, за тој период посебно, а и генерално, тие луѓе прво треба да се извинат. Реално е на таа партија е потребна една хокеарска промена, а не ова риторика која не значи. Дали гледате потенцијал еве за таква една, за еден таков ресет внатре во рамките на Социјалдемократската? Затоа велам хокеарска промена, колишке видите, лидерот Филипч дава контраверзни изјави постојано со кои се искока се навредува сопствената логика. Ако е партијата во консолидација, како што вели тој, зашто би имало потреба после изборите да се вршат промени кои тој ги најавува? Вели, после изборите не ќе правиме промени во раководството. Чекај, или сте во консолидација, или не сте. Не се во консолидација. Бројките и внедела бројките ќе покажат уште поголем пат. Значи, таа партија не е во консолидација, таа партија е во слободен пат. Нема друг начин да се, видите сега, тоа се стари прикази, се знае што се случува, нели, кога, што се менува и како се менува во такви организми, нели? Сега, да не бидам еве, најави Филипче дека ќе има, нели, промени во... Ама не може да најавиш, прво ти си за менување, од тебе ќе почне, нели?
Од тебе ќе почне. Сакаш да го направиш тоа честно, прво ти ќе смееш, ќе ги напуштиш, во тоа ќе се собере својата екипа, пасете, не се менува таму, како да ви кажам, тоа се екипи. Со спортски речник кажано, ово е мојот тим, ова е мојата петорка во кошарката, ова е моите 11 мина. Сидам јас, ја повлекувам мојата екипа. Зошто? Бидејќи таа се покажала покрај мене неуспешна. Нешто, следниот тренер може ќе одбере 20, 30, 5, но друг тренер, друг играч, никаде не се менува, виновни сме се, он е нарезан на клупа, тие ќе ги смениме. Абе, што ти се тие криви, тие не играат, тие не влегле во утакмицата. Ти си виновен. Ти што водиш, ти што раководиш. Ако сакаш консолидација, од тебе треба да почне. Па да седе кои, не знам какви политичари, па интелектуалци, па од Маштапот на, не знам, од Нагбигоровца, Венковски, ваму, па да речеме, што ќе правиме без овие луѓе и така над. Ало, зашто спориме овдека? Се појави едно кафе во Охрид, Црвенковски да испие тамо, земи отрезво СДСМ, земи отрез паника, толку тежи тој организам, толку е неговата стабилност и потенцијал за ревитализација. Дали има луѓе? Како нема луѓе? Како може да нема луѓе во таа партија? Но што вели еве Анастасовски разочарани има што се повлекува, да речеме, нели низ годините. Тоа треба да видиш сега со годините, да. Знаете дека јас затоа говорам кога поддржам тој систем робува на некои стари навики. Многу робува и се плаши она што кажа господин Гировски да направи некој хируршки рез, а он има сега и доктор на чело на партијата. Оти, леле, шо ќе се случи ако овој си замина, ако оној си замина, ако не е имиња некој сега да не спомнувам, се плашат. Не, ја имам некоја поинаква перцепција. Ако ова го нема, ќе дое нешто друго. Секогаш ќе дое нешто друго, верувајте. Секогаш ќе се случи нешто различно. И ќе добиете некој нова енергија, нов инпут, ако сте храбри во одлуките и решителни. Они неколку пати најавуваат метли и сето тоа, и тоа не се случи, и тоа им се одразува понатака и во функционирањето, да кажеме, и се одразува во гласовите. Исто, еве сега, ајде да се префрлам на другиот табор. Ја овој табор го поддржам, од ја лично, моја ориентација е нашата држава да биде дел од ЕУ. И да кажеме, тој систем го гледам како чувател на тој патот, или одржувач на тој патот, ајде да кажеме од тој аспект, и нели, имам симпатии према нив, ама не сум роб. Не робувам. Не може да ми дадат нешто со сила да ми наметнат. Од друга страна, не верувам дека другиот систем кој е сега на власт може барем сега нели говориме може егоистично лично дека може да ми го испорача тој пат. Оти е многу тежок. Една пилула голтна претходната влада ова што каже, сега другата е малку проблематична, не знам дали ќе се случи. И затоа СДСМ сега треба да си се сврти кон себе, а веројатно има за тоа време, да си направат храбри одлуки кои ја верувам дека потоа луѓето ќе почнат да ги распознават. Меѓутоа, ако не дојде до извинувањето, ако не се случи тоа им е според мен, не мора да значи дека е тоа така, клучниот момент. Многу погрешиле низ минатото. Многу погрешиле. И се тоа мора на тој начин да го исправат. Од друга страна, гледате што се случува. Истото го најави и премиерот на 2 пати. И дури еднаш добро се сеќавам на денот на активот на жени на ВМРО. Го најави резот во министерскиот состав. Така најави. Длабински, дури и во партијата. Тоа за мене е добар менаџерски потек. Ако установил дека гласовите кај што се губат е поради тоа што нешто во системот неговиот, во владата не му функционира. Дали на највисоко ниво, дали на пониските ниво, дали во партијата, и се веројатно си ги знае слабостите, и ако тоа го пресретне после изборите, ако го промени, он се ризикува да и понатака луѓето веруваат дека он е решителен. И нормално ќе останат на поддршката на актуелниот премиер. Оти ќе ја видат решителноста. Не можете вие да кажете мене не ми функционира колата, а да не ја носите на сервис. Чекај, ај пак ќе си ја возиме. Мене не ми колата ми дими, ми чади, ми тропа, ама ја ќе си ја возам, не ја носам на сервис. Па носи ја на сервис. И сервисира ја комплетно, се направија и ставија у функција. Ако го направи тоа премиерот, и ако ја дури напиша до Венко, мора да се учи добрите практики. Нека ги научи лошите практики кога најавуваш дека ќе взимаш метла, па тебе те метат, за да не те изметат тебе во првата наредна рунда,
тогаш направи си ги промените таму кај што како тренер на тимот, кај што се воочил дека тимот има слаби резултати, поединци во тимот, повредени, болни, овакви, веќе не се во состојба да испорачуваат резултати, и тоа кога ќе го видат луѓето, мислам дека нашиот народ сака да награди такви решителни чекори. Премиерот тоа го самиот си го воочува. Дали ќе го направи, сега што доаѓа периодот ќе се покаже. Ја лично мислам дека ќе го направи. Оти така го најави тоа. Треба да оставите сериозност првин пред сопственото гласачко тело и потоа и пред другите, можеби што немаат во моментот симпатии према вас, ама зашо да не ги добиете. И од друга страна, опозицијата треба да го гледа неговиот пат. Како дојде од неколку порази, од разрушен политички партиски систем, да го донесе во апсолутен победник. Убаво е да се учи од практики. Ја барем така, сега говорам како грешките на другите како велат. Од тоа треба да научите, да земете нешто, не да се плашите и да го применувате, за да доаѓате на врвот. Така, еве Геровски, вие очекувате подлабоки резови во владеачката партија? Видете, мислам дека на овие избори ВМРО ДПМН, вклучително веројатно и на следните парламентарни избори, ќе го доживее пикот, значи врвот на ова. И во политиката има едно правило кога ќе освоите голем рейтинг, висока доверба во граѓаните, висок рейтинг, тој рейтинг ви служи само за една работа. Најважната работа е да почнете да го трошите. Оста вие мора да почнете да паѓате и да преземате мерки, дел ќе бидат непопуларни, дел ќе бидат реформски, дел ќе ви донесат популарност. Замислите, во оние 7 години зајави што ги кажав, ние немавме 7 сантиметри автопат направено. Ако сега испорачи човекот 70 километри автопат после неколку години, тоа не може да не се види. Значи, ќе има и добри работи, ќе има и лоши работи, и во право е професорот и значи, имаме најава за владина реконструкција, имаме проблеми во правосудството, таму мора да има промени, ја постојано зборувам, нели, како Катун по стариот, нели, таму мора да има жестоки промени, кај што нели Картагена, Делен, да нели, Картагена мора да се уништи, таму има некои позиции кои мора да се уништат. Нема тука сега ќе биде болje, нема никој да биде подобар. Просто луѓето се менува, треба да се преземе одговорност во некои институции за да се обезбеди отчетност на институциите према системот, према луѓето што ги избираат. Така што мислам дека тие лекции на премиерот му се владени и ќе има резови, ако нема, ќе има казна. Нормално. Да се разбереме, ќе има казна, јас тоа го кажам отворено и кога сега ретко имаме прилика, јас не сум од оние што му се јавува на премиерот, меѓутоа со луѓе околу него, со пријатели му им кажам, тоа е тоа, многу е проста работата. Или ќе направиш нешто што треба, ги направиш, или ќе добиеш казна. А инаку, после тој рейтингот, ќе дојде период на добри, уштеден период, кој ќе треба добро да се потроши тој рейтинг, за да се направат добри промени и можеби оваа држава малку ќе изгледа поинаку после. Да се надеваме и можеби тоа ќе завредиете луѓето и младите да речат, чекајте, дайте нешто да направиме ние сега и така натаму, да ќе се судене позитивна енергија. Како некаков поттик, да. Човечки да веруваме дека така ќе биде. Дали ќе биде, што да правиме? Така, изборите ќе поминат, еве, за Скопје што типувате во недела? Многу е неблагодарно, не сакам да очекувам победа на кандидатот на ВМРО ДПМН, нели, Арче Георгиевски, пред се ради големото воство во првиот круг, заради некои сигнали дека тоа воство се одржува и во периодот што продолжува. Очекувам добра битка со неговиот против кандидат, Мичиновиќ од Левица. Она што го видов во нивниот прв дуел не ми изгледаше многу добро, генерално како одработено. Нема да мислам на колегата Иван Дирчевски, ако се наличи мегале, нели, меѓутоа во следниот дуел можеби очекувам да поразговараат повеќе за концепти, понуди и така натаму. Сакам да видам добра битка за Скопје, иначе такви се агрегатите што нема простор за некое специјално изненадување, тоа ќе го добиеме и најважно е да почнеме што ќе добиеме после. Од понеделник. Од понеделник, конкретно во вторник, еве вие Анастасовски, да не ве оставам покусот за одговор за Скопје.
И за да не се Скопје. случи само понатаму, нели, Вака, да нема ја синдромот, пак- нели, пак да нема се- соработка со Советот и да има мислам блокади. дека тоа Ете, во моментот беше една од клучните пораки на партијата на власт. Демек, гледате ли што ќе се случи ако градоначалникот визави Советот нема Така, ако се различни овакво, но кохабитација мора да дури има. тоа како да го прикажува во изборниот период. Еве гледате. И сега можеби тоа е веќе врежано кај гласачите и тие ќе бидат условно исплашени дека леле ако избереме некој друг кој е обратната опција, другата опција, а не од она што е Советот, оти во многу општини ВМРО победи веќе во Советите. Ја заврши работата. И во Скопје. Така е. Повеќе. И сега можно е, не можно е. Ја мислам дека тоа ќе се преслика и во градоначалниците. Во вторник добивам извештајот за напредокот од Европската унија, чинам дека и премиерот Мицкоски е поканет на тој чин во Брисел, веројатно и за разговори со челниците на Европската унија. Не чекаат многу, нели, малку оддишка од изборите. Околу уставните измени во фон дер Лајен, кога беше дојдена и секој еден представник од Европската унија или од Европскиот парламент, само тоа го повторуваат. Геровски, кога очекувате да се случат? Па и ние го повторуваме истото тука Го во повторуваме, Македонија, точно, горе да. долу, поголем дел од јавноста и така натаму, ќе се случат тогаш уставните промени кога Европската унија ќе даде сериозни гаранции дека со тоа завршува се, дека нема нови историски прашања, проблематизирање на македонскиот идентитет и било кои други теми што постојано ги најавува Софија. Без тоа нема да се оди во таа насока и без тоа би било само преголем ризик и преголема жртва од македонска страна. Јас лично сум жестоко против тоа и сум поддржувач на актуелната политика која вели не одиме во таа насока без да знаеме кај сме, што сме, со кого правиме муавет, дека со ова завршува се.Инаку се друго е бесмислена игра Така, на но ризик. да не забораваме дека од Европската унија нели излегува и рекоа дека нема гаранции, сега освен нешто ако смислат некакви си Тоа сме Тежок пат. Да, Нека се тежок секи пат. Европската унија за себе, Да. нека само Тежок ние. пат. Да, Иван, Тежок вие пат. околу Ја не верувам тоа- дека да. ќе се случат. Ја го сакам Оставните европскиот измени, пат, ама не верувам дека сега ќе се случат. Тоа е мој став, не верувам. Тоа е преголем ризик за актуелниот премиер и мислам дека нема да влезе во таква. Без некакви гаранции од Европската унија или И вие да, самите да. какви гаранции да дадат? Што гаранција може да ви кажат? Не, они самите кажува, нели представници од Да ви Европската оставиме унија дека нема. хипотека, Да. што ви остават? Ај филовата кула да ви оставиме хипотека. Што да што да ви дадат гаранции? Нема тука гаранции. Тоа е политика. Чиста политика е тоа. Ако сака Европска унија и без тоа може да не внесе во Европска унија, да се разбере. И без критериумите, без темелните вредности се ако тоа политички го сака Европска унија. Па и размислува Европска унија за да. поинакви патишта себе. Да, Да, смислува дека точно, си точно барат се квалификувано алтернативни мнозинство гласање, правци. нели, за напуштање на гласање, Епа за нели, него се Советот. потребни 20 не се може да не. Така. Благодарам Бранко Керовски, Иван Анастасовски што бевте дел од ова издание на Анализа 24, почитувани, довидување.